Ονομάζομαι Ме викаат Јанис Војадзиц. Јас сум од Грција и живеам во Волос. Потекнувам од едно сиромашно семејство во кое се роди во 1944 година. Родителите ми беа бегавци од Мала Азија. Татко ми беше од Еглезониси, едно островче близу до Смирна, Измир, а мајка ми е од градот Смирна. Тие во Волос дојдоа во 1922 година од Турција. Бевме 6 деца во едно сиромашно семејство. 8 лица живеевме во куќа со една соба и една кујна. Накратко речено, татко ми работеше како работник во пристаништето на Волос, поради што барем малку живеевме подобро од останатите бегавци. Откога се вработи секој месец од пристанишната компанија, добивавме по една вреќа брашно и по една канта масло. Од тоа мајка ми правеше по една волкава погача леб, која ја делевме меѓу нас. Парчињата леб ги полевавме со малку масло, сол и оригано и така јадевме. Немавме ништо друго за јадење. Па така некако малку пораснав. Кога наполнив 10 години посакав да му помогнам на семејството и најдов работа. 10 години имав, а веќе 3 работи работев. Сабајлето продавав гевреци. Станува во 4 часот и одев да продавам гевреци. Само што ќе ги продадев гевреците, земав да продавам потепсија шамали. Едни сладки што ги јадеа бегалците во Волос. Некаде од 9 часот па се до пладне ги продавав и нив, а навечер одев пред градското кино и продолжував со продажба на фстаци до полноќ. Утредента, повторно од 4 часот наутро, истото. Еден ден веќе и израснав, само што имав наполнето 14 години, кога бев на пристаништето и ги гледав тамошните работници, кои ги истовараа и товараа бродовите. Бев кај една група работници кои му доставуваа вода на бродот. Го снабдуваа со ладна вода, а од него ја земаа жешката. Ги гледав бродовите кои пристигнуваа, а срцето почна да ми збори дека и јас сакам да појдам и да станам морнар. Но се уште бев мал, не можев да ја добијам дозволата. Ги гледав морнарите со бради и лулиња, морнарски елици и си велев во себе, кога ли ќе пораснам? И така конечно, само што наполнив 15 години, земав дозвола да управувам со дрвен чамец. Тогаш требаше да имаш искуство барем една година со возење чамец за да можеш да бараш работа на брод. Не можеше да појдеш без претходно да ги научиш основните работи за морето или да не се навикнеш на брановите. Па така и поминав една година со чамците, за да конечно во 1960 година во месец јануари заминам со првиот брод за Ротердам. Тогаш веќе имав 16 години. По тоа мое прво патување, веќе со следното заминав за Венецуела. Бев со еден помал брод од 18.000 тони и со кој носевме керозин за авиони од Венецуела за Сиднеј во Австралија. Само што поминавме низ Панамскиот канал, по едно 2 дена не зафати голем циклон на океанот. Тој ги носеше брановите директно кон прамецот на бродот, а тоа е многу тешко. Всушност, кога удираат на прамецот, многу е потешко управувањето со бродот. Тоа траеше скоро цела недела, како циклонот да патуваше со нас. И кога еден ден големите бранови почнаа да го издигнуваат, па да го спуштаат бродот под нив, мене ми заличи дека веќе следниот ќе не преклопи. Си помислив, ако не преклопи бранот, ќе не изврти и потопи во океанот. Се исплашив. Бев се уште мал, па си реков, што ли ќе биде сега? Зарем вака ќе си го вадам лебот? Ќе работам ли оваа работа со ваква опасност, разбирате? Прв пат на брод со такво искуство на невреме. Се исплашив. Си реков, ќе си заминам. И излегов во Сиднеј надвор од бродот за да си одам, но по неколку часа на копно се исплашив и од него. Не знаев да се разберам, не знаев каде да одам, каде да јадам, па се вратив повторно на бродот. И така полека на сето тоа и се навикнав. Покасно дури си посакував и да има таласи, да биде повозбудливо. Па што да ви кажам, така и пораснав. Почнав да пловам и да учам за морнарските вештини и искуства, па кога наполнив 24 години, веќе имав обиколено и целата земјина топка, а набргу потоа и станав еден од подобрите морнари на бродовите. Друг интересен настан на кој се сеќавам беше и пловењето низ Еритрејското море. Таму некако, со моето искуство и решителност, успеав да ги спасам сите 43 морнари од трагедија. Имам и фотографија која ќе ви ја покажам. Бродот удри во еден корален гребен и скоро 1/3 од него веќе беше потоната во морето. Насукани на гребенот, скоро цела недела чекавме да стигне помош до бродот. Се удривме во недела сабајле, а во петокот веќе дојде до нагла промена на времето. Силен ветер кој доаѓаше од копното со брзина од 7 бофори подигнуваше бранови кои
кои го потиснуваа бродот да се измести од гребенот. Водата навлегуваше во него, па така се очекуваше дека тој ќе слизне и ќе потоне низ гребенот во длабочините. Моторите не му работеа, па единствено што ни преостана за да се осигура бродот беше да влезам во внатрешноста исполнета со вода, да допливам до просторијата со синџири и сидра, па рачно да ги ослободам за да пропаднат од спротивната страна од гребенот. Така барем се надевав дека ќе го осигурам бродот да не се лизне од коралниот гребен и да не потоне во подводната бездна. Да го напуштиме бродот не можевме, бидејќи околу него во морето пливаа веќе илјадници ајкули. Конечно успеав со сидрата, па откако ги пуштив скоро 15 метри должина низ гребенот, закачувајќи се врз него, тие некако го фиксираа и осигураа бродот пред надојдените бранови. Следниот ден дојдоа 3 брода кои не спасија и однесоа до копното.